По смртта на звонарот, домот повторно потона во онаа позната глувост. Стравот повторно се насели во секое катче. Еден друг страв. Никој веќе не го спомнуваше Сентерлевиот рид, како снег да паднал на него, како сонцето да умрело. Во тие нерадости денови се изгуби и гласот на големата вода, се испусти. Добриот сон некаде неповратно излета. Се бирисаше да смрт, се чидеше лош дух живее во домот. Повеќето деца, особено оние што знаеја нешто за страшниот дух, ужасно беа исплашени. Се будеа во најглува ноќ од сонот и, како некој да ги порогонува, бегаа, се искриваа по домот. Бараа начин, пат да се ослободат од тоа проклето место, да избегаат од студената сенка над зидот. Не, такво место немаше. Од сите страни бевме прописно сигурно заградени. Ако сепак на крајот тоа успееја да го разберат, ако успееја да се ослободат од кошмарноста, се среќено се завршуваше. Тие потоа освестени, столчени, се враќаа во своите постелчиња, но сепак здрави и живи, цели. Но ако сонот ги поддржеше малку подолго, тогаш тие беа спремни за најбезумни нешта. Во еден таков миг, малиот Климос едно мирно како бубалка момче, децата и така го викаа Климоски бубалката, толку многу излуде што успеал да скокне дури до врвот над зидот, да се обеси со дланките на срчите и тука да остане како во стапица. Изутрината го најдовме како се прпелка крвав и избезумен, уловен. Видовме, уште голем и мачен пат не чекаше до Сентерлевиот рид. Проклет да бидам. Цел век, сиот живот. Проклет да бидам. Сиот живот. Стрижењето, разделбата со Кејтеновиот син. Општата нечистотија, сиромаштија во која тонеше домот, најпосле го направи своето. Вошките за кратко време се намножија по домот, од спалните до кујната, и вошките беа гладни. Во прво време немавме никаква надеж. Децата како засечени стебленца бргу почнаа да венат, одвај се движеа по двориштето. Нозете ни беа тешки и одвај ги влечкавме. Од глава до петици бевме полни со вошки. Не јадеа и преку ден и преку ноќ. Проклет да бидам, непрестајно. Се изгуби секаков сон во домот. Првпат се случи храна да ни престане. Бевме сити. Проклет да бидам, сити. Веќе никој немаше мир во домот. Дури управата отворено ја покажуваше својата загриженост и голем страв. Сите се исплаши од вошките. Тие проклети се чини никого не почитаа, не знаеја за редот во домот. Колку пати на татенцето некоја крупна, голема, колку една петлица, туку ќе му светнеше на лицето. Светулка. Колку и да им беше непријатно и на нашите учители и на нашите воспитувачи, колку да беа смели луѓе во духот на времето, прекалени, храбри луѓе, самопрегорни, не можеа толку лесно и да крај да излезат со вошките. Потоа веќе тие го пуштија фронтот, што се вели. Не се бранеа толку многу, како да е нормална работа, бесрамно се раслекува пред очите на сите деца и долго до крв се чеша насекаде по телото. А и вошките пак, што? Беше не лошото. Имале грд обиче, без малку се впикувале во секое делче од човековото тело. Лепчето што го држиш в раце, чиниш и тоа е полно со тие црни бубалчиња. Чешањето ни стана како некоја физкултура. Проклет да бидам. Крв. Единствено другарката Оливера Срезовска не си дозволи таква слабост. За цело време си остана закопчана цврста во редот, во стројот, иако и таа кутрата изгледаше мощна, измачена и бледа. Тешко беше со вошките да се излезе на крај. Тие денови, додека траеше господството на вошките во домот, се беше мртво. Владееше вистинска пустош. Се чинеше божем тука поминала чумата и се усмртила. Гроб. Проклет да бидам, гроб. Повеќето од децата како покосени лежаа на земи, се едно веќе дали беше ден или ноќ. Никој веќе не гледаше на редот. Во тие денови се прекина наставата и сите слични нешта. Целиот двор потемне од изнапаѓани, покосени детски тела. А сонцето беше толку силно и непопустливо, никогаш толку долго не се задржувало во домот. Сега и тоа како да беше здружено со вошките. Лазеше по дворот црно.
Мало. За некое време целиот дом беше цит. Во тие глуви, пусти часови, јас најчесто се довлекував до на место на таванот, како пијан човек, со матен поглед, со слаби нозе, со тресливи раце. Како закован, тука седев со часови. О, Боже, како не ме изгоре сонцето? Не знаев дека не е убаво да се стои толку многу на сонце. Кутнат, победен, лежев со денови. Небото над големата вода беше црвено, проклет да бидам, во пламен. Од време на време, кога ќе ми се вратеше свеста, слушав како бучат суви и страшни ветрови. Исто така, црвени, крвави ветрови. Говореа доаѓале од море, од Африка, од пустина. Проклет да бидам, ако знаевме од каде доаѓаат. Се чинеше пожари, се наоколу се топи. При секој допир со предметите ја чувствуваш смртоносната усвитеност. Токму така, во водата е, во земјата, во каменот, во дрвијата, во куќите, во воздухот, во допирот, во нашите раце, усти, во нашиот здив, проклет да бидам, во нашата душа. О, Боже, се ќе се стопи гледаш, прав, проклет да бидам, прав. И звездите се топат, гледаш пред твоите очи врнат, ситен црн прав. Небото е празно, пусто, се ќе однесе сувиот ветер, црвениот. Проклет да бидам, се претвора во прав, во ништо. А ти, кутро човече замаено, чекаш на таванот да ти се јави гласот на големата вода. Уште се надеваш. Проклет да бидам. Личиш на онаа инаетлива самат звезда на југ. Високо над езерото чиниш и небото и е мало, не ја собира. Една изутрина, тоа беше во самата зора, најпосле се појавија рибарите со своите кајчиња. Насекаде наоколу владееше голем утрински мир. Се чинеше исчезнал сувиот страшен ветер. Гледаш со половина окце, повеќе го чувствуваш тој мир, таа чудна промена, општа глувост, проклет да бидам. И земјата и водата мируваа, дури и воздухот беше застанат и нем. Некаде далеку на хоризонтот видов како во сон лазеше утринскиот оган. Рибарите доаѓаа во правец на нашиот дом, брза кон најблискиот брег. Се слушаа нивните неспокојни спрекинати гласови, неуморно веслаа и јуришаа кон брегот. По нив, како одронет брег, се тркалаше црната вода. Бран ли беше, бура, никогаш не ќе си спомнам. Секој час чинеше дека ќе ги голтне. Безглавото бегство на луѓето, гладните крикови на птиците, неподвижната слика на утрото, покосените деца во двориштето, вошчите, мртвата вода, занемениот воздух, сувиот ветер, пожарите, во мене родија нов, се уште невиден страв. Во тој пекол најпосле го видов сиот наш несреќен живот, војната, темните војски, познатите и непознатите мртви по полињата, по патиштата, по војничките камиони, покриени со шаторско крило. Мислевме дека спијат, будали дечишта што крадевме бомби по војничките камиони. Потоа пред очите е домот. Тажната смрт на звонарот, добрата мајка Верна Јаковлеска, стрикото Лентеновски, неколкуте ошумоглаени бегалци, татенцето, неговата црна судбина, другарката Оливера Срезовска, старо несреќно девојчиште, нашите кутри учители и воспитувачи, Трифун Трифуновски, неговата болна, темна душа, благородна, светла. О, се колнам, тоа беше патот што водеше кон Сентерлевиот рид. Кејтеновиот син кога ме виде сиот се згрчи како да згазил на срча со боса нога. Рече, што е малечо Клеме? Изусти смртно исплашен гледајќи ме со окрвавено око. Што се случило, пријателе? Птиците, му реков без душа. Што птиците, несреќно момче праша? Какви птици? Поулавеа птиците, Кејтенов сине, реков. Птиците се нафрлија на луѓето. Видов лошите птици, Кејтен. Залипав на глас. Тој сега помолче како да не ме разбра. Немо се загледа во моето расплакано лице. Со вистинска тага во гласот рече: Кутриот лем,
Сите птици поулавија Кейтен, бладов. Проклети птици, рече. А потоа што можеше повнимателно ме зеде за рака и како малечко дете ме поведе долу, во спалната. Ме легна в креветче за да спијам. Проклет да бидам. Да спијам. Многумина од домците мислеа тоа е крајот, последниот час. Веќе и не се бранеа, оставија воштите до крај да ги изедат. Во една таква општа тежина, најпосле доживеавме нешто за што секое дете дотогаш секојдневно сонуваше. Управата реши да не изведе на брегот за да се очистиме од воштите. Не постоеше веќе никаков страв дека некој од децата ќе се престори во птица и отиќе излета. Сите деца личеа на уловени птици на кои лошите деца со ножици длабоко им ги пресекле крилата. Проклет да бидам. Ако некој можеше да оди како што треба, а не пак да летне. Деца старци, проклет да бидам. Ваквата одлука сега веќе воопшто не беше ризична. Се покажа тоа било и единственото решение. Беше наредено општо и до кожа стрижење. Тоа беше најпонижувачко стрижење што можеше да се замисли. Не построија одделение по одделение и така во ред двајца по двајца не носеа крај брегот. Подред, проклет да бидам, подред на стрижење. Таму не прифаќаше другарот Мирјанче Делоски, нашиот учител по хигиена. Тој беше самоук бербер и никој не беше луд да се шегува со него кога главата би му ја дал во неговите огромни рачишта. Проклет да бидам, како јагнења покорно легнувавме под ножиците. Во првиот час кога го отворија вратничето, кога се најдовме очи во очи со големата вода, мислев дека сепак некој од децата ќе прибере малку сили и ќе излета, ништо не ќе може да го задржи. Мислев дека нови крилја ќе не никнат, ќе не понесат натаму, за каде деноноќно ни тупкаше срцето. Проклетство. Вистински бил оној пожар, водата беше изгорена, повлечена, се колнам, водата бегаше, се губеше. Проклет да бидам. Се било пресметано, веднаш по стрижењето со олкави солзи како изулавени се враќавме во домот. При тоа воспитачите и самите малку земени на сиот глас викаа: "Ајде, летнете копилења, летнете де! Каде да одите, пак ќе се вратите во домче, како кучиња ќе се вратите назад." Проклет да бидам. Тоа беше вистина. Одвај чекавме да заврши стрижењето. Избезумани бегавме назад во домот, се наоколу беше темница. Во дворот чекаа другите, неистрижените, повисоките одделенија. Ние стрижените не впикуваа во пералната за да ги оставиме лиштата и при тоа човекот од хигиенскиот завод не посипуваше со бела прав по главата. Бидејќи немаше доволно облека, тие неколку дена моравме да останеме само полуголи, само погаќички. Таква страшна слика дотогаш не беше видена во домскиот двор. Слаби, ненахранети, одвај сврзани детски телциња како шумоглави се вртевме околу својата мала саката сенка. Не знаевме што да правиме со својата осакатена глава, со своите скршени раце, со самите себе си. Никој никого не познаваше. Божен првпат сме се сретнале на тоа проклето место. Проклет да бидам. Требаше да поминат векови повторно да се разпознаеме. Сигурно долго време му требало на Кејтеновиот син за да ме изнајде меѓу истрижените глувци. Очигледно, дури и тој не можеше да ги сокрие возбудата и тагата, да не се заниша кога ме виде првиот пат. Господе Боже, лазев крај зидот како некоја гуштеричка, малечка, црна, без команда се оддели од своето одделение и летна кон мене. Проклет да бидам. Летна. Јас бегав, се криев, влегував во зидот за да не ме види, за да не го гледам. Мајко моја, колку беше тоа ужасно да се гледа. Кога најпосле ме одлепи од зидот, проклет да бидам. Ако можев јас сосема ќе влезе во тој зид, сам ќе се содзидав. Кога ме виде таков, ја пушти она негова весела голема насмевка и рече: "Биди човек, малечо Клеме, биди човек, другар, косата бргу нараснува, ќе видиш косата веднаш нараснува, мило мое." И тогаш, нежно, многу внимателно со своите ковчести раце, ја зеде мојата глава во себе и најнежно, најмило ме бакна по чело. Ме боцна со своите испрчени горни саби. Проклет да бидам, се стресов.
Кутриот мој другар, се колнам како изгорен, потоа бргу се тргна. Ме загледа долго. Тој негов поглед. Проклет да бидам. Не веруваше. Видов солза во неговите очи. Прв пат да заплаче кај новиот син. Никако не сакаше да верува. Не. Во часот, како некој да го прободе во срцето, испушти најсилен, најужасен крик. Мајко, мајчице мила, изгорев, умрев, рече и избезумено почна да бега горе, долу, насекаде низ домот. Момчињата како гладна, подивена струја го гонеа, трчаа по него весело викајќи ура, ура! Од тогаш поминаа многу векови. Најпосле излеговме од домот, доживеавме и посреќни и погорчливи часови, но тие неколку неразбирливи мигови во моето младо и неопитно срце за секогаш останаа како најлош сон. Секогаш кога ќе видам изулавени птици, раскрвавени луѓе, спржана вода, пожари, испустени полиња, мртви напуштени села, пусти глуви патишта, бела, кратка секавица, знак за суша, редица луѓе, строи, проклет да бидам. Мислам во тој час некој се дели човек од човека, проклет да бидам. Го слушам тој крик. Ќејтен, скокнувам од најдлабок сон, одам како избезумен го барам. Ќејтен, тоа е мојот крик. Проклет да бидам. Како безумно, како лудо се делиме, се губиме. Одам и само едно прашање како молња штрека во мојата душа. Како и каде да го најдам сега?